Вчера, понеделник 22 јули 24 година, на територијата на државата имавме вкупно 30 активни пожари на отворено и шумски пожари. Од нив 20 се целосно изгаснати, 10 се активни, иако веќе неколку од овие 10 се ставаат под контрола. Пожарот кој што доцна попладне вчера изби на територијата на општина Старо Нагоричане во аторот на село Челопек, односно пожарот зад мене, рано утро започнавме да го гасиме со хеликоптер, со полициски хеликоптер. При тоа, бидејќи во близина нема природен извор на вода, нема природно, односно вештачко езеро, од страна на волонтери на Црвениот крст наместен еден базен од кој што хеликоптерот полни вода, која што истура на блискиот пожар. На тој начин го смалуваме или стеснуваме кругот кој што хеликоптерот го прави од полнење на вода до истурање на водата на опожареното место, некаде на 4 до 6 минути, во зависност на која локација хеликоптерот ќе ја истури водата. Голема благодарност до волонтерите од Црвениот крст, кои што во координација на главниот штаб за управување со кризи го намести овој базен и на тој начин ни помагаат. Не само овде, претходно беше наместен на територијата на општина, односно во селото Богомила, на територија на општина Чашка, но и на некои други позиции. Други активни би додал дека овој пожар веќе е ставен под целосна контрола и јас сум оптимист дека набрзо ќе биде целосно изгаснат. Наредните активни пожари се наоѓаат на планината Серта, таму се уште имаме два пожари кои што горат на различни локации. Првиот е од војниот полигон Криволак во насока на реката Брегалница, кој што веќе се движи кон реката Брегалница, додека вториот се наоѓа на целото Пухче во насока на селото Селце, за кој што можам да кажам дека имаме делумна контрола и воопшто не ги загрозува двете кажани села. Наредниот активен пожар е пожарот на територијата на општина Пласница во местноста викана Стромол, каде што гори мешана шума, утрово со многу слаб интензитет. За жал со покачување на температурите, така се разгоруваат и самите пожари. На територијата на општина Чашка имаме два активни пожари, кои што веќе горат неколку дена. Првиот е кај село Габровник и село Мокрини, каде што гори мешана шума и ниска вегетација и каде што веќе неколку дена действуваме со воздухоплови, а истото ќе го направиме и денес. Вториот пожар на територијата на Чашка е во местноста викана Мукос, каде што гори пред се ниска вегетација и во овој момент пожарот е значително слаб, односно има само чадење, но со покачување на температурите истиот се разгорува. На територијата на општина Долнини имаме два пожари. Првиот е во близина на село Небрегово, каде што гори нискостеблеста шума, односно нискостеблести растенија, грмушки, трња, трева и слично, кои што исто така се провлекува неколку дена и врз кој што действуваме со воздухоплови, нормално и со сили од земја. Тоа е пожарот кој што пред 2 дена го загрози, односно во текот на завчерашниот ден, го загрози и манастирот во близина на селото, но веќе овој пожар не представува опасност за селото. Последниот пожар кој што постојано го гасим и повторно се пали е пожарот на територијата на село Баделин, односно општина Ново село, на самата бугарска граница, во непосредна близина на граничната линија со Бугарија, кој што и покри нашите обиди да го изгасиме, повторно се буди, повторно има чадење, а во текот на пладневните часови знае да покаже и оган. Денес на сите овие пожари ќе действуваме со нашите летала, и тоа двата полициски хеликоптери, два армиски хеликоптери, двата ер трактори на дирекцијата за заштита и спасување, третиот за жал е се уште нефункционален, како и со еден црногорски хеликоптер кој што се уште се наоѓа во Македонија и кој што се уште помага во гасењето на пожарите. На земја действува голем број на пожарникари, колку што е потребно, имаме доволен број на пожарникари и доколку на некој место има потреба од зголемување на нивниот број, можеме истите да ги побараме од соседните општини. Исто така на терен действуваат и припадници на македонската армија, македонската полиција и на дирекцијата за заштита и спасување, а последните денови, иако скромно, на некои места се вклучуваат и вработени во национални шуми. Со еден збор имаме доволно ресурси на земја, имаме контрола, делумна контрола врз пожарите, најважно од се е што ниту едно населено место не е загрозено. Во овој момент сакам да упатам еден напел до сите сопственици кои што имаат објекти, дали индустријски, приватни или било какви објекти на места
кои што може да бидат зафатени од пожар на неурбанизирани места, истите да направат така наречени меки појаси или противпожарни појаси околу нивните објекти, бидејќи во случај доколку се појави пожарно отворено во нивна близина, да не може да го помине тој мек појас. Повторувам, апелирам до сите оние кои што имаат и индустријски објекти, но и приватни објекти, почнувајќи од куќи, викендици или било каков друг тип на објекти, да направат мек појас околу нив, кој што ќе биде доволно широк да не може огнот да го прескокне. Мекиот појас може да го направат со мотокултиватор, трактор, со било каква друга машина, збором пред се за приватните лица. На тој начин ќе го заштитат сопствениот имот во случај ако дојде до појава на пожар во нивна непосредна близина. Со повеќе информации ќе се јавам некаде околу 15 часот, кога ќе имаме и нова состојба на теренот, бидејќи за жал со зголемувањето на температурите, бројот на пожари почнува да расте, се појавуваат нови и нови пожари, на кои што силно сме фокусирани и не и дозволуваме да се развијат. Токму тоа се случи во вчерашниот ден, кога 20 пожари беа изгаснати уште во првата фаза. Пожари кои што секој сам за себе представува голема опасност и можеа да се прошират во големи опасни пожари.